Шефот на државата Ѓорги Иванов на македонските граѓани им испрати јабер од Америка. Пред македонската диаспора рече дека ќе го бойкотира референдумот, бидејќи спогодбата е штетна и поразителна за Македонија, со несогледливи последици по македонската држава и народ. Со оваа грчка спогодба не се јакне македонскиот идентитет, туку правно се укинува македонскиот народ. Не се потврдува, туку се менува македонскиот државен и институционален идентитет. Не се унапредуваат, туку се деградираат нашите стегнати права, рече Иванов пред обединетата македонска диаспора. Во свој одговор Иванов посочи дека се залага за решение кое нема да опфаќа промена на македонскиот устав заради промена на уставното име, кое ќе биде изградено со широк национален консензус, без да ги руши досегашните државни позиции, потврдени од страна на граѓаните на референдум. Што се однесува до мене, јас веќе гласав. Гласав пред 27 години на 8 септември 1991 година. Јас бев еден од оние кои го дадоа својот глас за Република Македонија да се конституира како суверена и независна држава со свое име и свое достоинство. Не отстапувам од таа моја одлука. Затоа, на 30 септември нема да излезам да гласам. Според вице-премиерот за европски прашања Буер Османи, добро е што Иванов излегол со став пред референдумскиот ден, бидејќи шефот на државата представува се она што Македонија сака да излезе на 30 септември. Османи рече дека ова е негов личен став. Можеби на некој начин и ова е добро што вака се случи, бидејќи господинот Иванов представува све тоа што сакаме на 30 да го прекинеме. Све тоа што Македонија сака да излезе од на 30 септември го представува господинот Иванов со неговото дејствување во наредниот период. Така да е добро што знаеме што очекуваат граѓаните и јасно го правиме контрастот меѓу тоа што треба да одлучиме во септември. Значи, одлуката е меѓу нешто што представува господинот Иванов и нешто што представува целиот западен цивилизиран свет кој што дојде овој месец во Скопје, но што го представуваат и огромното мнозинство на граѓани во Република Македонија. За референдумот да биде успешен, наредната недела ќе треба да излезат најмалку половина плюс 1 од вкупниот број запишани гласачи во избирачкиот список, односно околу 900.000 граѓани. Мнозинството од нив треба да гласаат за.